Петре Шилегов во октомври 2017 година од Спортско-рекреативниот центар Сарај правеше пресови, организираше изборна кампања со настапи и посети, заедно со наставници и професори од спортот и физичкото образование, ветувајќи со негови зборови враќање на сјајот на Сарај и заживување на спортските центри како Сарај. Ке го цитирам сега Петре Шилегов од октомври 2017 година, во последната недела од изборната кампања за локални избори, вели си дадовме збор, велеше Шилегов, овој запуштен рекреативен центар го враќаме од заборавот. Па продолжува, цитирам, ги ревитализираме игралиштата, патеките, урбаната опрема и останатата опрема со цел да ги вратиме посетителите, кои што во минатото ги имаше во огромен број. Просторот ќе го исполниме со содржини за деца и за млади, за спортисти и за одржување на разни фестивали од спортот и од културата. Ја ревитализираме можноста да преселиме некои од спортските институции, Факултетот за физичка култура или Спортската академија во рамки на овој комплекс, како би овозможиле баш оваа инфраструктура да биде од корист и на учениците, и на наставниот процес во тие институции, и така натаму, ветуваше Петре Шилегов во последната недела од изборната кампања во октомври 2017 година од Сарај, и предлагам тука да погледнеме кусо видео. Денеска сме на Спортско-рекреативниот центар Резервце Треска. Новата администрација на градот Скопје, јас како градоначалник, ќе го ставиме во целосна функција, во полн капацитет овој капитален објект. Ке заминели езерото Треска во историјата, исушено езеро и рушевини. Ова се остатоците од некогашната гордост на Скопје. Езерото Треска. Скопјани многу одамна го имаат платено со своите средства. Општина Сарај на сила ке ги сели камперите од кругот на езерото Треска. Револтираните кампери подсетуваат дека Треска е изградена со пари од народот, па затоа побараа за ова прашање да се одлучува на референдум. На ова место ќе го вратиме животот во Скопје за сите. Тоа беше Петре Шилегов во 2017 година и снимки од она што се случува денес. Багери рушат во Спортско-рекреативниот центар Сарај, се најавува градба на некаков туристички развоен центар, езерото е исушено, објектите и приколките се срамнети со земја, а Петре Шилегов нема поим за што станува збор. Петре Шилегов во интервју дадено на 23 јануари оваа година, вели, владата уште во 2017 година одлучи на тоа место да стане туристичка зона. Од владата пак велат, таквото барање се разгледува, а барањето од општина Сарај било поднесено кон крајот на 2020 година. Епа, почитувани, Шилегов мора да каже кога лажел, ако владата во 2017 година донела решение за рушење на СРЦ, на Спортско-рекреативниот центар, тогаш Петре Шилегов свесно лажел во изборната кампања, тогаш при посетите заедно со дел од политичките активисти или оној друг дел кој што го цитирав, заедно со спортските работници. Ако не е така, тогаш лажеше во интервјуто дадено овој месец некаде околу 22 или 23, ако не се лажам. Или зборува онака како што ќе му дојде, без факти, вртејќи ги онака како што му одговара. Шилегов, почитувани, кога Сарајево прашање, да подсетам, дозволи дивоградби и се уште стојат платформите на матка, а сега се правда и за Спортско-рекреативниот центар Треска. Почитувани, Петре Шилегов мора да понесе одговорност за лажењата. На Скопјани доста име од празни зборови, потребна е работа. Ви благодарам.